Повестите во 8 часот, нова тема во Македонија на утро. Едно од 10 возрастни лица имаат некоја форма на бубрежно оштетување. За жал, податоците велат дека скоро 90% од луѓето кои се соочуваат со хронична бубрежна болест го игнорираат нејзиното постоење. Хроничната бубрежна болест е тивка пандемија на 21-виот век, за што се предвидува дека до 2040 година ќе стане петта водечка причина за предвремената смрт кај населението. За диагностиката, третманот и превенцијата на болестите на бубрезите, но и трансплантацијата како опција за квалитетен живот. Утро во Македонија на утро разговараме со доктор Сашо Докшев од клиниката за урологија и доктор Александра Гавриловска-Брзанов, заменик национален координатор за трансплантација. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Доктор Докшев, ајде ќе започнеме со вас, иако секогаш дамите имаат предност да дадеме некаков вовет на сето ова што пред малку го кажавме со Ване. Колку сите овие статистики се последици на недостатокот на здравствена култура и превенцијата низ годинива? Па, точно е тоа. Така е. Треба што почесто да се превенираат отколку да се третираат. Јас сум крајниот извршител, ако така можам да се наречам, кога навистина нема друго чаре, освен диализата, а замислите што е диализата кога ќе се дојде во тој завршен стадиум на хроничната бубрежна болест, тоа е една страшна постапка, мислам, тој што е на диализа знае какво малтретирање секој втори, трети ден да седите по 4-5 сата на апарат за диализа, навистина е многу тешко. И затоа се почесто говориме за можностите на трансплантацијата. За среќа оваа држава наша може да се пофали со баш успесите на ова поле, на трансплантацијата. Негде почетоците се негде од 77 година на минатиот век и до сега имаме направено 514 трансплантации, од кои 89 се од кадавер. До распадот на поранешната држава Југославија, ние, јас сум учесник, бидејќи оддавна сум на клиниката од 88 година, до 90 година направивме 22 кадаверични експлантации. Некои бубрези останаа кај нас на клиниката, некои бубрези дадовме во тогашните центри во бивша Југославија. Белград, Загреб, Риека и Љубљана. Постоеше една организација, тоа беше претеча практично на Евротрансплант, се викаше Југотрансплант, во која се вршеше размена на органи, најчесто на бубрези. Така да традицијата е долга. Ево 2012 година навака да се пофалиме самите себе си, откако сум јас, нели, наш чело на тимот за трансплантација, успеавме да обориме сите рекорди практично. 263 трансплантации се направени за релативно краток временски период од 12 години, за разлика од оние 35 години пред тоа 251. Така да голем успех, а од 2014 година ја возобновивме кадаверичната трансплантација, програмата за кадаверична трансплантација и бележиме досега 69, ако не се лажам, точно 67 беа. Вчера имавме две трансплантации кадаверични, така да 69. Секако бројката не задоволува. Иако ние сме задоволни вака како фела, меѓутоа бројката не задоволува, бидејќи има голем број на пациенти кои чекаат листата на бубрежни болни кои чекаат трансплантација е некаде околу 150 и нешто така, колку што разбрав јас од тоа колегите од нефрологија го водат тој дел. Така да гледате уште колку многу треба да направиме трансплантации за да помогнеме на граѓаните. 850 милиони луѓе во светот страдаат од бубрежни заболувања. Што вели нашата домашна статистика? Имаме тренд на зголемување или на намалување на бубрежно болните? Бележиме ли зголемена свест околу превентивни прегледи? Секако, тоа реков, нагласив дека тоа се работи кои треба да ги прават колегите од нефрологија. Ние сме компатибилни, значи трансплантацијата и лекувањето на бубрежната болест, било да и превентивата, секако дека кај нив е приоритет. Тие треба да ги детектираат сите потенцијални хронично бубрежни пациенти, за да после лекувањето биде заедничко. Они со нивната терапија, а ние со трансплантацијата, која е како краен лек, да кажам, на хронична бубрежна болест. Не само вие и многу често Сдруженијето Нефрон се говори гласно токму на оваа тема и ги повикува граѓаните токму на превентивните прегледи кои што ги споменавме и претходно. Може да ја видиме само на линковското вклучување токму на денот, се разбира се поврзуваме на истата тема и на препораките во однос на нашите граѓани и превентивните прегледи.
Дали имаме Симона, колеги, ќе ми кажете само доколку не Да, ја имаме. Симона Повели. Така, по повод Светскиот ден на бубрегот се вклучуваме од Сдруженијето Нефрон, за да знаеме која е нивната моментална кампања за подигнување на јавната свест, меѓутоа и што велат статистиките, колку граѓани имаат бубрежно заболување, на која возраст се. Сето тоа го дознаваме од разговорот со господинот Душко Ѓоргиев, председател на Сдруженијето Нефрон. Пред се благодарам што речиси секоја година извојувате време за да зборуваме гласно на оваа тема и се надевам дека се она што ќе биде дел од нашиот разговор на линковското вклучување ќе биде со корисни информации. Добро утро, поздрав до вашите гледачи и благодарам од името на Сдруженијето Нефрон што овозможувате нашиот глас да дојде до широката популација. Најпрво би сакала да започнеме со статистиките, односно колкав е бројот на граѓани во Македонија кои што имаат бубрежно заболување. Па статистиките не кажуваат убави работи, затоа што не само во Македонија и во светски рамки голем дел од популацијата има некаква бубрежна слабост или поточно ние досега кажувавме дека е тоа околу 10% во светски рамки. Македонија не беше исклучок, значи тука беа процентите, меѓутоа тој процент се зголемува и последните истражувања покажуваат дека сега процентот е околу 11,7, со блага тенденција тој број да се зголемува. Или ако преведеме тоа во бројки, би било на светско ниво околу 850 милиони луѓе имат некаква бубрежна слабост, а кај нас тој број е исто голем на бубрежни болни. На која возраст се вообичаено пациентите во Македонија кои што имаат бубрежна болест? Ова болест се подмукла и не бира ни пол, ни возраст, ни нација, значи практично секој може да има бубрежна слабост, но претежно по старата популација, што е и нормално, има поголем процент со бубрежна слабост, меѓутоа имаме и дечиња кои што малтене од самото раѓање имаат некаква бубрежна слабост. Како ќе го одбележите како здружение денешниот ден, Светскиот ден на бубрегот и што е она што ви е во фокус оваа година за да пренесете порака до широката јавност? Како и секоја година, ние се вклучивме во светското одбележување на денот. Тој почнува од 2006 година, ние од 2007. На почетокот само Сдруженијето Нефрон го правеше тоа, меѓутоа ме радува фактот дека во последно време сите надлежни институции поврзани со директно или индиректно со бубрежната болест веќе се приклучија или самостојно го одбележуваат овој ден. Така да ние не го одбележуваме само вториот четврток во март, него во текот на целиот месец март имаме активности, како во Скопје, така и во внатрешноста, а активности Сдруженијето прави во текот на целата година. Вчера беше централниот настан овде и на наше задоволство сите надлежни институции, почнувајќи од Министерство за здравство, Фонд за здравство, тимовите за трансплантација, националните координатори, сите, клиника за нефрологија, значи и наши верни подржувачи и симпатизери беа овде, се со единствена цел да се испрати порака за самото мото на денот на бубрегот оваа година е дали е во ред се со вашите бубрези, превенирајте и заштитете. Тоа беше и пораката што ние испраќаме. Значи, благовремена, рана превенција, лекување, додека се уште тоа може да се лечи и да се одолговлечи периодот до терминална фаза кога пациентите морат да почнат со диализа или евентуално да се трансплантират.
На кратко уште само за тоа што не само оваа година вие апелирате на превенција и на превентивни прегледи со цел да се спречи и да, како што кажавте, третманот да се започне во време кога тоа е возможно, па колку од години наназад досега од вашето искуство тоа всушност помага кај граѓаните, колку се освестуваат за тоа да имаат редовни превентивни прегледи? Мораме да бидеме задоволни дека се мрдна од мртва точка, свеста кај граѓаните да барем еднаш годишно ги проверуваат своите бубрези, а таа проверка е многу лесна со испитување на креатининот и уреата. Веќе ќе имаме показатели дали бубрезите имат проблем, некоја слабост или не, меѓутоа не е доволно и затоа повторно апелираме до надлежните институции да се отворат нефролошки амбуланти секаде кај што тоа е можно, за да пациентите од внатрешноста не доаѓаат за една обична анализа и на тој начин ќе се растерети терцијарното здравство, секој ќе заштеди и време, и пари, и благовремено ќе направи анализа за да види дали е со бубрезите. Затоа што обично бубрежната болест е подмукла болест, таа не боли и понекогаш ќе се открие кога е веќе касно и кога се помалку може да се помогне. Благодарам за разговорот. Благодарам и вам. Тоа беше разговорот со Душко Ѓоргиев, председател на Сдруженијето Нефрон по повод Светскиот ден на бубрегот. Ја споделивме пораката од нивната кампања која што низ годиниве се провлекува, а тоа е секако пред се превентивни прегледи. Благодариме, Симона. 5 години деновиве баш дојде податокот дека 5 години помина од како беше прогласена ковид пандемијата, од кога практично се промени во нашето секојдневие. Колку се ова влијаеше и на процентот на бубрежно болни низ годиниве? Какви се статистиките? Значи, како некој кој што бил директно инволвиран во третманот на овие ковид пациенти, можам да кажам дека тоа беше еден прилично тежок и нереален период да се живе. Да, точно е дека најчесто примерно афектиран орган беше и онаа клиничка презентација што ја добивавме на пациентите, беше со најчесто белодробни засегнувања, меѓутоа влегувајќи длабоко во суштината, нели, односно онаму од каде што е целата патогениза на болеста, дека се работеше всушност за заболување на ендотелот на крвните садови, посекако беше афектиран целиот организам. Бубрезите не беа исклучок. Имавме многу пациенти кои што во текот на хоспитализацијата добиваа акутно страдање, значи акутна бубрежна инсуфициенција, која што понатака можеше да помине кај некој од нив за жал и во хронична. Имаше многу пациенти кои што си имаа примерно нели заболување на бубрезите, па сето тоа дополнително ќе доведеше до потешкоти во однос на третманот на овие пациенти и за жал некогаш и влошување на нивната бубрежна функција, така да ковид пандемијата остави како белег. Така. Предизвиците што доаѓаат со органоударителството и со трансплантацијата се навистина огромни, дури и за системи кои што се далеку посовршени од нашиот здравствен систем, но знаењето, подготвеноста, капацитетите и пред се она што е најважно, ентузијазмот на сите кои што се вклучени во самиот процес е доста важно. Навистина имаме тимови со кои што можеме да се гордееме и податокот вели дека првата трансплантација на бубрези е направена токму кај нас, ако зборуваме за поранешната држава Југославија, така? 77-ма, првата е во Риека направена. Во Риека? Во Риека. Добро. Но меѓу првите сме биле, ајде. Па не касниме многу, неколку години после првата трансплантација во Риека, исто со стручњак као модератор, да кажам, во тоа време, професор Францисковиќ и нашиот доктор Иван Влашки направива првата трансплантација 77 година. А и податоците говорат во прилог на тоа колку имаме стручни тимови, квалитетни кои знаат да ја работат оваа работа. Па да, еве ја можам да кажам, бидејќи ја ви кажам од кога сум инволвиран во целиот процес на трансплантација од 90-та година навака и пред тоа, така да навистина постигнуваме се подобри и подобри резултати, што е за радување. Али реков, се уште не се доволно добри за да ги израдуваме и пациентите до крај, да ги изоперираме, да кажеме, сите што чекаат на листата. Тоа го видов јас во Загреб. Немаше практично ни еден пациент на листата кога бев на престој таму во Загреб. Така да го достигнеме тоа ниво би бил навистина
презадоволен. И сега она што збунува како податок, имаме одлични бројки во однос на трансплантациите, иако вие велите никогаш не е доволни, секогаш може подобра. Како со овие добри бројки ние си уште не сме во Евротрансплант? Зошто? Ајде, Александра, ти ќе кажеш, има критериуми, да. Значи да, Евротрансплант си побарува едни одредени критериуми за да можете да бидете член во нивната организација. Она што во моментов стои како законска регулатива и треба да се исполни е да се има 8 донори од кадавер, значи од починато лице, на 1 милион жители. Тоа би значило дека Македонија отприлика би требало да има 16 такви кадавери на годишно ниво, која што е бројка што се стремиме и сакаме да постигнеме, меѓутоа во однос на сето она што и доктор Докчев го кажа, трансплантацијата е една прилично комплексна медицинска гранка каде што вие имате испреплетеност на медицински професионализам, законска регулатива, здравствена писменост на населението и тоа се уствари некои предизвици со кои што не се соочува само нашата земја, тоа се предизвици со кои што се соочуваат и високо развиените западни европски земји како недостиг на органи, како одредени легислативи кои што треба да се исполнат затоа што тоа си бара одредена бројка и одреден систем на одржливост. Ние во моментов имаме една компатибилност, имаме една подготвеност, имаме едно знаење и сето тоа е благодарение на соработката и посветеноста на сите нас, меѓутоа како што и самите напоменавте, ентузијазмот е една најголема. Уште не држи тој. Точно. Ве држи, вчера 2 трансплантации, еве сте денес на гости кај нас, рано наутро. Многу е битно што уште ме држи на 64 години. Да ве држи доктора, нека трае. Да сте ни живи и здрави, докторе. Да, вчера 2 трансплантации имавме да го споделиме, ето тој податок. Вчера 2, да. 2 трансплантации, навистина беа успешно, ме радува. Податокот што неубав податок ќе кажам сега, бубрезите беа од 17 годишно девојче кадавер. Не можам да. Тука се измешани емоциите, докторе, кога станува збор за трансплантациите. Така е. Секогаш. Така е. И млади бубрези, ако ги направите добро технички, ги почна да мократ, уште на сама операција за 2 минути, колку забележавме, за 2 минути. Тоа е кај ливинг донор трансплантацијата е реткост така да почнат, а камоли кај кадаверична трансплантација. Како се одредува кој ќе ги добие органите? Постои, се разбира, листа која што се подготвува, тука се следат бројни пациенти, системот е инволвиран и на нефрологија и на урологија, меѓутоа како вчера одлучивте кои пациенти ќе ги добијат бубрезите? Александр. Како исто претходно кажан, и овдека се работи за еден прилично комплексен процес, каде што не може да биде прв дојден, прв услужен, не може да биде јас го сакам ова, не може да има ништо апсолутно влијание, освен високите медицински, професионални и етички стандарди. Имаме, значи како што каже доктор Докчев, прилично се работи на сите овие процеси низ годиниве. Во моментов имаме софтвер, во мој термин си постои листа на пациенти. Колегите од нефрологија кои што секојдневно ги следат овие пациенти ги поставуваат на листите. Тама доаѓаат и пациенти кои што не можат да имаат жив дарител или некој кој што е сроден од нивната фамилија да им даде бубрек. Во тој случај пациентите остануваат и чекаат кога ќе се појави еден ваков најголем чин на хуманост, на солидарност, на човеколюбие, кога ќе се појават фамилии кои што сте волни во својот најголем момент на губиток да најдат човечност, да најдат утеха со тоа што оние органи кои што се функционални од својот близок ќе можат да ги даруваат на луѓе за да им се подобри квалитетот или во одредени ситуации се спаси животот на овие луѓе кои што се на листите. Кога ќе се внесат параметрите од пациентот кој што е дарител на органи во моментот, значи треба да има компатибилност на крвната група, треба да има компатибилност во однос останати ХЛА типизации кои што се изработуваат кај нас и на имунологија и на трансфузиологија, морам да ги напоменам дека тоа се еден систем, една верика во која што учествуваат премногу голем број на професионалци, на медицински здравствен кадар. Тогаш се ставаат сите параметри, според софтверот се обработуваат кои од тие би биле компатибилни, кои што се во моментов, како што кажавме, околу 150 на пациенти, вади листа на можни
компатибилни приматели, од можноста и од оние што ќе се појават на листата понатака, мора да кажам на некој начин со диференцијација, да се издвојат оние кои што би биле најсоодветни пријатели, затоа што верувајте никогаш и да се стави бубрегот, он нема ни да живее, нема ни да профункционира, нема ни да го има на момент ќе го отвори организмот. Во 2 минути него организмот го отфрла и тогаш е само поголема штета направена. Мора сите овие параметри да се поклопуваат и да се компатибилни за да може онамо каде што ќе се добие органот тој понатака да функционира и да даде квалитетен живот. Исто само накусо за крај зборувавме околу превенцијата, дека е најдобар лек. Можат ли граѓаните лесно да си обезбедат превентивни прегледи, ако ете некој досега не бил на превентивен преглед, на кои симптоми да укаже внимание за да се обрати на доктор? Колегите на нефрологија се бават со тоа. Ние од хируршките заболувања, да кажам, хипертензијата, дијабетесот се најчестите причини за она, како што кажавте, тивок убиец на бубрезите. Потоа разните инфективни состојби како што се пиелонефритисите, акутната бубрежна болест може исто да доведе, најчесто завршува со успех акутната бубрежна болест, меѓутоа може да премине и хронично, гломерулонефритисите и така натаму. И од нашите хируршки заболувања, калкулозата, малигните заболувања и така натаму, може да доведат до хронична бубрежна инсуфицијенција. И во една реченица за своевидна најава на гостинот кој што пак сега ќе ни пристигне по вас во студиото. Споменавте успешни беа вчерашните трансплантации. Дали нашите граѓани добија можност за квалитетен живот? Како ќе живеат во иднина? Па, према првите податоци што ги добивме, печатоци, се надевам дека ќе биде се во ред. Затоа никогаш не сакам дур се пациентите хоспитализирани да говорам, дур не ги видам дома. Така е, ќе се возможи нормален живот. Ви благодариме за гостувањето во Македонија. Благодарам на поканата.